Се вжешти дебатата во собранието за предлог законот за Агенцијата за национална безбедност. Да појаснам дека тоа е всушност на некој начин наследник на досега постоечката УБК. Меѓутоа, она што беше интересно и што го коментираме е дека овој пат дебатата по амандманите се одвиваше помеѓу министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и пратеничката Фросина Ременски. Се поизвестно е дека утре ќе помине овој закон затоа што ќе ги добие потребните двотретински гласови, затоа што ќе го поддржи опозицијата ВМРО ДПМН, а со него секако во пакет и утре ќе се гласа и за телото за координација, односно законот со кој што ќе се регулира координацијата на безбедносните служби. Сето ова предизвика нова дебата во топ тема помеѓу Ременски, Павле Трајанов, добре дојавте и вие, професорот, универзитетскиот професор Александар Нацев и мојот колега Миомир Серафиновиќ, кој ја следи оваа сфера. Ременски, од вас би започнала токму заради најавата. Како се случи да постои, и што е невообичаено, а е добро за демократските земји, да се случи дебата помеѓу членови на иста партија, односно помеѓу вас како пратеничка, која што е и од Факултетот за безбедност и ја следи оваа област, и министерот за внатрешни работи, кој всушност ви одби еден дел добар од амандманите што вчера ги поднесовте 30 амандмани. Очекувана е дебатата, бидејќи во здрава демократија дебатите за стручни теми и за важни прашања кои што се од интерес за националната безбедност и безбедноста на граѓаните и опфаќа стручна аргументација за проблематика за која што се дискутира, најмалку треба да се стави политиката, односно политичкиот епитет или партиската припадност во изнесувањето на аргументите. Кога зборуваме за здрава дебата и за здрава демократија, ние долго во изминатиот период во нашата држава воопшто не сме виделе и не сме слушнале разлики во ставови помеѓу представници, пратеници со министри кои што доаѓаат од партиите, од кои што доаѓаат и пратениците, и се добиваше токму оној епитет дека пратениците се гласачка машина, се оставаше многу нејасно во јавноста која е вистинската улога на пратениците во собранието. Меѓутоа морам да ви прекинам, вие овој пат рековте дека не е партиска, туку концептуална дебата. Зошто толку се разликуваат концептите вашиот и на министерот Спасовски? Нели дискутиравте со него пред да биде ова сето во завршница во однос на токму тие амандмани што вие ги предлагате? Значи вака, јас и во јавноста демантирав било каков лично несогласување кое што беше представено во јавноста така. Демантирав и кулуарски, би кажала и медиумски спинови кои што алудира на некакви лични интереси во делот на мојата дебата, поврзувајќи го тоа со местото и улогата на мојот сопруг во 26 годишното работно искуство во Министерството. Меѓутоа, тие кои што ја познаваат и ја следат мојата стручна расправа по прашањата од областа на безбедноста, полицијата и во опозицијско време и пред да бидам подпредседател на партијата, знаат дека имам сериозна конзистентност во моите инсистирања за подобрување на состојбите во сферата на безбедноста. Тоа се представи во јавноста како партиски судир, иако воопшто не е така. Меѓутоа, разликите во концептот, јас би кажала дека не се толку нагласени помеѓу министерот за внатрешни работи и подпредседателката на собрание, колку што е, да кажеме, ставот на опозицијата, инсистирањето на два члена од законот, два или три члена од законот, кои што ја доведуваат во прашање суштинската реформа Ке разговараме токму за овие членови. Трајно, вие бевте меѓу првите која почнавте оваа дебата и идејата за она што требаше да се направи преструктурирање на постоечката УБК. Вие бевте министер во она време кога постоеше ДБК во тоа време, чинама не УБК. Меѓутоа, колку суштински со овој закон на вистина ќе се направат реформи во областа на досегашната Управа за безбедност и контраразузнавање, затоа што низ годините видовме секакви неприлики,
па дури и афери во однос на оваа служба? По формирањето на тајните служби во Југославија од дозна, потоа УДБА, натаму служба за државна безбедност и првите посериозни реформи беа направени во почетокот на 90-тите години, кога таа концентрација на разузнавање, контраразузнавање беа заедно во состав на МВР. Тогаш се направи во тоа време доста реформска, да речеме, служба во тоа време. Се извади разузнавањето, се извлече и стана самостојна агенција за разузнавање, се намали моќта на министрот за внатрешни работи барем во тој дел, но во тоа време служба за државна безбедност, потоа дирекција за безбедност и контраразузнавање и така како што беше тој систем поставен, функционираше во тоа време добро. Меѓутоа вие знаете дека се менуваат работите, се развива демократијата во Република Македонија и низ овој процес на промени покасно Биро за безбедно контраразузнавање и сега управата за безбедност контраразузнавање, кој што претреба одредени промени во функција на тоа да се зголемат нивните овластувања или се изедначија правата и обврските, овластувањето посебно како на припадници на полицијата. И вие знаете дека граѓаните знаат дека најголемите злоупотреби се случија токму од оваа управа за безбедност и контраразузнавање во смисла на незаконето прислушување, мешување во политиката, бизнисот, во работата на медиумите. И ако глобално ги цениме работите сега, дали се работи за реформа, да, оваа реформа може да се оцени со историска димензија, затоа што после толку години прв пат се издвојува контраразузнавањето, се издвојува надвор од МВР и му се укинуваат полициските овластувања. Тоа е голем исчекор и во таа насока е поддршката на овие реформи што се случуваат сега, бидејќи имаше отпори, затоа што објективно моќта на министерот за внатрешни работи сега се намалува. Тој останува другиот дел да го покрива како министер. Се разбира дека и натаму ќе има значајна улога, но една од главните алатки преку кои се собираат сензитивни информации сврзани за политичките противници, за, како што нагласив, за бизнис, за бизнисот, за работата на медиумите и се она што преку кое што доаѓаше власта со такви информации, главно се користише контраразузнавањето, односно безбедносно контраразузнавачката служба. Професоре... Сега ова е историска пресвртница и затоа има поддршка и од стручната јавност, бидејќи ова е голем исчекор. Ако сега заглаваме во ситни расправи околу сите овие работи, тогаш може да се заклучи процесот. За мене што е битно? Ќе морам да прекинам токму за да можам да го надоврзам професорот Нацев. Кажа господин Трајанов дека е битно што се усогласени и мислењето на стручњаците, меѓутоа она што е битно е дека се усогласи власта и опозицијата во однос на овој закон и се поизвестно дека утре ќе го изгласа. А кои беа клучните точки според вас што ги споија власта и опозицијата да биде донесен законот со двотретинско мнозинство и да практично немаше амандмани од опозицијата, што е за очекување секогаш кога се работи пак за вакви битни закони? Па добро, не можеме да занемариме дека се работи за еден голем исчекор, како што каже господин Трајанов. Ова е втор пат да има толку голема распределба на ингеренциите во безбедносниот сектор. Првото 95 година со делувањето на агенцијата за разузнавање, со делувањето на надворешно разузнавачката компонента од внатре разузнавачката, тоест од контраразузнавачката. И еве сега втор пат имаме за помалку од 2 години. Јас би ги нарекол два болни разводи. Првиот болен развод беше формирањето на ОТА, тоест поранешната пета управа од УБК во формирање на самостојна агенција ОТА. Ова е, јас би го нарекол вториот болен развод, тоа е вадењето на УБК надвор од Министерството за внатрешни работи. Зошто има консензус? Затоа што мислам дека веќе има премногу критики, дека позади себе веќе УБК влече преголем багаж. Значи, мене малку ми е нејасно зошто на сите дебати, на сите јавни расправи се зборува само за последните 10-12 години од историјата на Република Македонија и работата на безбедносните служби. Според мене тој багаж УБК го поранешната СДБ го влече уште од 90-тите години, каде исто така се користеше за различни цели за кои што не е
нема првенствено компетенции во својата работа. И мислам дека токму тој багаж беше причината да се дојде до еден договор да конечно се расчисти со УБК, да се извади надворот од рамките на МВР, да се направи самостојна институција, која што веројатно Чекор беше мотивиран, мораме да признаеме, од препораките на господинот Прибе, каде што точно и тој ги идентификуваше главните точки проблематични кои што беа во тој момент. Меѓутоа, зашто ова што Ременски и ќе одиме во детали во однос на амандманите го предлагаше, всушност не го предложија оние што се од опозицијата, затоа што незините амандмани се во смисла, например, оној амандман што беше да не учествуваат пратеници како членови на комисијата. Тоа е да се деполитизира изборот на оние што го вршат изборот, односно изборот на комисијата. Значи имаше конкретни членови што таа ги предложи, кои што не беа поддржани пак од опозицијата. Најголемите забелешки на законите во време кога беше јавната расправа во собранието доаѓа најмногу од академската и од стручната јавност. И таму се кажа многу работи зошто треба да се постапи на еден на друг начин, но ја се вратиме конкретно на амандманите кои што ги предложи професорката. Значи тука имаше една ситуација кога јас повеќе го гледам учеството на пратениците како некако лица кои што би можеле да влијаат, значи како дел од комисијата кој ќе остави влијание кој да отиде, а кој да остане. Туку повеќе да се погрижи за законитоста и правичноста на превземањето на работниците од едната во другата служба. Бидејќи моменталното законско решение, предлогот закон кој што нели треба да се гласа, предвидува учество на двајца вработени од МВР, што е сосема во ред, веројатно ќе бидат од редот на вработените во УБК, двајца од независниот полициски синдикат кои што се тука да се грижат за правата на вработените во МВР, дека некој нема да им ги ускрати правата при тој трансфер, и двајца луѓе се од комисијата кои се за надзор над службата на идната Агенција за национална безбедност. И можеби нивното учество во тој дел е оправдано бидејќи утре се тие истите луѓе кои што треба да контролираат како работи службата. Нивното вклучување во овој момент можеби е добро да се осигури дека нема да има манипулации со безбедносните проверки, бидејќи на крај безбедносната проверка е основниот услов за тоа дали едно лице е безбедносно подобен да премине од УБК во Агенцијата за национална безбедност. И мислам дека нивната улога таму повеќе би била надзорна, отколку влијателна за тоа кој да се превзема, кој не. Испаѓа тој што треба да контролира всушност и ќе избира. Колегата го следи патот на овој предлог закон, меѓутоа Миомир, според тебе што најмногу паѓа во очи ако се земе комплетното последно издание што попладнево го испринта? Добре, професорот Нацев баш кажа за изборот на вработените од УБК. Мене пред малку, бидејќи попладнево излезе дополнетата верзија на законот, излегува дека нели за да преминат работниците, вработените од управата за безбедност и контраразузнавање треба да поминат селекција, односно да поминат преку тој тест кој ќе го спроведува комисијата за селекција, која ќе одлучи нели кој да биде вработен во новата Агенција за национална безбедност, со тоа што ќе треба да поминат и безбедносна проверка. И мене сега ми падна баш во врска со таа безбедносна проверка, во која вика дека на работникот на УБК за кој со безбедносна проверка во процесот на селекција ќе се утврди дека постои безбедносен ризик, му се доставува писмено известување дека кај него постои безбедносен ризик, со полка дека тој има право во наредните 48 часа да поднесе ново повторено барање за безбедносна проверка. Сега мене не ми е јасно, претпоставам дека можеби некој експерт има некој објаснување како тоа безбедносен ризик исчезнува за 48 часа. Значи дали е тоа претпоставам дека тоа не е стомачен вирус, па нели ќе се напијат 2 таблети дома, па после 2 дена се супер, не се безбедносно ризични. Значи прво тоа не го сваќам еве тој момент од овие новите. Потоа ќе се надополнам на претеничката Ременски. Во рете што излезе, еве вчера јас бев на седница, стварно бев така малку зачуден зошто нема дебата ВМРО ДПМН СДСМ или ВМРО ДПМН Спасовски, туку има дебата Спасовски. Не беше тоа всушност дебата, меѓутоа спротивставени мислења меѓу Спасовски и Ременски. Нели ви имавте 2,5 месеци, 2 месеци од последната јавна расправа, траја тие, како да кажам, тајни преговарања, нетранспарентни за јавноста, бидејќи не учествуваше ни таа академска научна сфера во тие, да кажеме, преговарања и подготвување на сите тие амандмани, траеше, зашто тоа не беше договорено претходно, или доколку не било успеано да се договори, да се
да се договорат сите тие детали, не се продолжи тој рок, да кажеме, за уште 10 дена, за уште 15 дена, сите вие да кажеме да си го согласите мислењата, едниот или другиот да победи. Значи тоа беше тој, како да кажам, неочекувано, бидејќи ние потрошиме 2,5 месеци чекајќи да се договорат партениците, партиите или... Излегува дека внатре во партијата прво. Не излегува внатре, него излегува дека фактички бил прекраток период за внатре во партијата и внатре во парламентот и внатре на политичката сцена, без помош, без учество на експертската јавност, да се договорат тие промени, а сега се очекува ние до 1 август да ги завршиме сите обврски, кои се големи, кои произлегуваат од овој закон, во тој таков краток рок од колку неполни 4 месеци се завршат тие обврски. Значи таа поставка не е прашање од Миомир, едното е за Рамински, другото верувам и за вас. Вие го гледате само техничкиот аспект на дебатата по однос на прашањето. На законите. Го гледам, само ќе ве прекинам затоа што ние немавме право, можност да учествуваме, односно да добиваме информација. Бидејќи тоа беше, да кажем, некој тајна операција. Во 2,5 месеци не се договоривте и внатре во партијата. Вака, легитимно е прашањето, јас ќе го кажам следното. За ваков тип на прашања и за ваков тип на закон не се дебатира во рамките на политичките партии, бидејќи не е партиско прашање. Туку е државно прашање. И е прашање кое што треба да се дебатира во стручна јавност, во професионални кругови, бидејќи политичките партии треба да го тргнат влијанието од дебатата и во предлагањето на политички решенија за едно вакво прашање. Она што го кажа поранешниот министер Павле Трајанов, дека премногу време е политиката инволвирана во предлози за вакви решенија и затоа имаме ние и такви политички хаварии кои што се поттикнати и креирани во кујните на Управата за безбедност и контраразузнавање. Да ја објаснам на почетокот фазата во која што се носеше законот. Да видите колку долго траеше дебатот. Немаше јавност за тоа време. Работната група која што се водеше во рамките на Министерството за внатрешни работи учествува и 4 пратеници. Јас можам да кажам дека јас мојот максимум го дадов таму и без лажна скромност можам да кажам дека голем дел од квалитативното подобрување на законот е и по предлози кои што ги дебатиравме заедно со сите представници на институциите. За жал, морам да констатирам дека пратеникот определен од ВМРО ДПМН да учествува во работната група во фазата на пишување на законот, воопшто не се појави на работната средба. Ние овој закон претрпе 3-4 верзии, од почетокот на драфт, објавување на ЕНЕР до она што беше доставено во собрание. И цело време се зборуваше за тој текст на законот. Март месец, кога на пленарна седница се дебатираше првото читање на законот, вие знаете дека многу пратеници од парламентарна говорница забележаа и дадоа сериозни забелешки на текстот на законот и најавија амандмани. Надлежната комисија за одбрана и безбедност, која што ја води колегата Хари Локвенец, баш заради отварање на дебатата за јавноста, организираше јавна расправа во која што учествуваа експерти, професори и сите ние кои што имавме предлози за подобрување. Обврската на комисијата е да ги земе во предвид сите сугестии од експертската јавност и тоа да го преточи во амандмани во подобрување на текстот на законот. Ние нашите амандмани ги подготвивме на време и ги доставивме на разгледување. Во меѓувреме опозиција, значи неработната група, оние амандмани што ги имаше пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и што ги имаше сугестиите од нашите партнери во делот на подобрување на надзорот во собрание ДИКАВ, за да можеме да ги доставивте ли до министерот за да ги разгледа? Доставени се секако. Значи сите овие амандмани што вчера ние ги гледавме јавно, вие ги доставивте и претходно до него? Ги доставивме до министерот за разгледување и ни беше во 5 до 12 кажано кои се прифатени, кои не се прифатени. Тука настана можеби и првиот да кажам првата неусогласеност. Што значи тоа 5 до 12? Значи 5 до 12 во смисла постигна договор со ВМРО и разгледување на амандмани по постигна договор со опозицијата, што значи судир на
на тие концепти кои што се веќе прифатени, наспроти концептот кој што е дискутабилен, што ние го спориме, од аспект на нашите поднесени амандмани. Тоа значи дека ние имавме аргументи зошто тоа треба да биде поднесено преку амандманите и да се развие како дискусија, без при тоа да употребуваме недемократски методи во смисла на забрана некој да гласа за или против, за кое што се виде. Изгледаше непријатно во смисла политички за она што го зборува новинарот Миомир, дебатата помеѓу СДСМ во рамките на комисијата, меѓутоа дебатата не се води само за комисијата и не се води само за Министерството и за пратениците, туку се води и за јавноста. Собранискиот канал ги емитува седниците од комисии, за да може јавноста да ја знае материјалната расправа. Да, ама додека ги догледаме, утре веднаш ќе се гласа. Јас предлагам вака во ова дебата, бидејќи се премногу време потрошивме на техникалија и објаснување зошто дојде до ситуацијата. Да, меѓутоа сепак е интересно прашањето. Интересно е, меѓутоа не е внатре-партиско, ако сакате така да го представите. Мислам дека е повеќе прашање на стручна расправа и разбирање на концептот на реформа во безбедносни служби и контрола на безбедносни служби, така што јас и на самата говорница нагласив дека ги тргам политичките епитети во дебатата за овие прашања, бидејќи имам и професионален интегритет и конзистентност во одредени ставови кои што сепак ми исправаат пред една поголема одговорност. Зошто инсистиравте да нема во комисијата и веќе ако одиме во материјална расправа што велите вие во собранието, да нема во комисијата членови од парламентот пратеници, да не учествуваат во изборот на кадрите во таа агенција? Значи вака, концептот на реформа на управата за безбедност и контраразузнавање уште на самиот почеток и како што беше замислено и како што е замислено и како што треба да биде, го опфаќа концептот 3D. Тоа е деполитизација, департизација и декриминализација. И тоа е преточено во членовите за ветинг, како за декриминализација и деполитизација во делот на селекцијата која што треба да се прави од вработени во УБК преку трансфер во управата во новата агенција. Учеството на пратениците во ова комисија за селекција е спорно од многу аспекти. Прво, од аспект на уставната и законската надлежност на пратениците да учествуваат во постапки за кадрови прашања за институции во кои што ги надзираат. Пратениците работат согласно закон за пратеници, закон за собрание и деловник за работа на собрание и за кадровите прашања одлучуваат исклучиво во комисијата за избори и именувања и на пленарни седници кога одлучуваат за избор на функционери предложени на предлог на комисијата. Ако се доведеме во ситуација политички представници од комисијата за надзор да учествуваат во ваква постапка на селекција, веднаш паѓа во вода концептот на деполитизација и департизација. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект. Во законот се вели, во членот од законот се вели дека изборот на пратениците го прави претседателот на комисија за надзор. Претседателот на комисија за надзор нема никаква уставна и законска надлежност да упатува на извршување на други задачи пратеници кои што не им се надлежност да го работат тоа. Надлежност на комисијата за надзор е да направи надзор над сите постапки во рамките на управата, па дури и на целиот процес на селекција, но по завршувањето на селекција. Во интерес на времето и во интерес на дебата, Миомир постави едно прашање како е можно во рокот 48 часа на некој повторно да се преиспита неговиот бекграунд. Безбедносниот ризик. Да, значи тоа не може и вторивата навистина различно мислење од Ременски кажано претходно во однос. Доколку го прочитате остатокот од тој член, таму се регулира дека повторната можност за безбедносна проверка му се дава право на лицето да се посомнува во кредибилитетот на извршената безбедносна проверка. И потоа се врши безбедносната проверка уште еднаш, како заштитен механизам за лицата кои што се веќе работени во УБК. На почеток ајде да ја спориме безбедносната проверка малку, бидејќи лица кои се веќе вработени во УБК, кои поминале преку безбедносна проверка, кои веројатно веќе неверојатно, туку сигурно веќе се носители на безбедносни сертификати и до денес работеле во УБК, за 5 дена треба да трансферираат во новата,
Агенција како може да се зголеми безбедносниот ризик за нив? Значи тие претходно биле неподобни. Ако проверката покаже дека во моментот на трансфер се неподобни, што се сменило тие 5 дена дури трае селекција? А што се сменило во рокот 48 часа? Сега ќе го објасним и тоа. Колку не се извинувам, само колку често се прави таа За државна тајна се прави на 5 години. За државна тајна се прави на 5 Значи, години. Еве добро во ред, тоа е 5 години сепак е поголем. Да кажем Да, поголем тоа период. во тој Ако пред период- 5 години не бил безбедносно ризичен, Не, може вака. во Проверката се после прави 5 години- сертификатот важи 5 години. На секој 6 месеци се прави ребрифинг. Значи на секој 6 месеци сите носители на безбеден сертификати се потсетуваат за условите кои што треба да ги исполнат за безбедносниот сертификат, тоа се нарекува ребрифинг. Вашето прашање да се навртам на него. Што се сменило за 48 часа? Значи му се дава уште една шанса на лицето кој што се проверува. Во поглед тоа дека постои сомнеш дека има нарачка, на пример, безбедносната проверка да биде негативна. И затоа втората безбедносна проверка ја Пред прават друга други комисија. оперативци. Други вработени. Сега контрапрашање. Сега, кој ја прави проверката, дали знаете? Па, мислам дека е регулирано во законот, меѓутоа мене Проверката ја прават истите луѓе кои што се работени во УБК. Значи УБК прави проверки за АНАБА, не, мене ми е друго. УБК прави проверки за лице кои што ќе трансферираат во АНАБА, но моментално се вработени во УБК. Може едно Да, само контрапрашање. контрапрашање прво од Интересира, значи Милан. во ред ако за еден оваа постапка е предвидена само за тоа што нема Да ја помине. Што нема да ја помине. Така. И ако во рокот 48 часа втората комисија му каже да ти си безбедносно ке може да се трансферира. Тогаш одговорност- Не, само се извинувам. Тогаш ми се постава прашањето што со оние на кои во тој тест им не им утврдено безбедносен ризик, а можеби во рокот 48 часа ќе им се утврди, ќе се смени мислењето на друга комисија. Значи ние сега им даваме на тие што ќе искочат безбедносно ризични можност да станат Втора шанса. безбедносно неризични, а на тие што поминале за прв пат, апсолутно го прифаќаме дека се Како и до сега, како и до сега. Значи тоа Молим. тука Само Косоја Верамински па трајно во однос на ова прашање. Ова е многу интересно прашање кој што го постави Миомир, а е вториот столб на реформата, тоа е декриминализацијата. Со утврдувањето на безбедносниот ризик за лица кои што не смеат да работат во безбедносни служби. Колегата беше директор на дирекцијата за класифицирани класифицирани информации. информации. Дали знаете вие, бидејќи сте познавач на проблематиката, со второстепеност во проверки во 48 сати какви дерогации на Законот за класифицирани информации правите? Дали второстепеноста ја предвидувате и во Законот за класифицирани информации? Апсолутно. Само не во овој вид. Не, каде го има? Никаде не пишува дека тој што ќе биде одбиен за безбедносен сертификат во според Законот за класифицирани информации, има право да поднесува барање за преиспитување. Тоа го нема никаде во закон регулирано. Овој закон не може да субституира закон лекс специалис за класифицирани информации и за безбедносна проверка. Тука во трансферот на луѓето, на вработените, се проверува нивната безбедносна подобност. Значи Во моментот на безбедносната проверување подобност, колега, за сертификатите се проверува безбедносниот ризик. подобност се проверува различни при работи. засновање на работен однос во смисла на исполнување на посебни услови за вработување покрај општите. Ако Министерството има увид, а има увид, кој ги исполнува општите услови, а кој не ги исполнува општите услови? Таму имате луѓе кои што не поминале безбедносна проверка никаква, или поминале и им е негативна. И е многу лесно да се утврди дали ги исполниле посебните услови за засновање на работен однос, без безбедносна проверка. Ме разбирате? Значи дека комисијата за селекција која ќе утврдува дали се исполнети условите за засновање на работен однос, а тоа подразбира и посебен услов со позитивна безбедносна јасно. проверка. Ако ја нема, немаме дилема дека неосновано е заснован Така е. работниот однос. Не Но дека вие не е Добро, да не однос заглавиме само едно Но прашање, предвидувате- бидејќи има и други Дека амандмани. следниот однос нема да биде воспоставен. Само ве Снежана, ќе ве Ремински, молам. знам Да, дека вие завршувам. многу сте посветени на ова, меѓутоа во интерес на времето. Дали имате кус одговор на ова прашање или На професорката или на колегата ваш? Добро, вие кажавте дека ќе се проверува затоа што секој има право да се посомнева во точноста на Видете, информацијата самиот што му е концепт дала на воведување комисијата. дополнителна безбедносна проверка при трансферот од една во друга институција крева црвено знаме дека еве за некои луѓе не имаме индици дека не треба да трансферира, така? Тука сме на иста линија. И потоа се прави безбедносната проверка.
Безбедносната проверка ја прават исто лице кои што вработени во УБК. Значи не се прави за сите, туку се прави за оние сомнителните? Сам не се прави за сите што ќе трансферираат. Тие што ќе поминат безбедносна проверка се окей, трансферираат без проблем. Тие што нема да ја поминат безбедносната проверка, така е утврдено во тој член, им се дава да речеме втора шанса бидејќи да речеме пристрасност на првите лица на оперативците кои ја правеле првата проверка. Што ако е пристрасна комисијата за тие што ја поминале? Значи како ќе утврдиме, еве сега вие ја тргнуваме од обратно, еве сега може би новинарски, може би не научно. Значи тргнеме обратно. Поминал некој, а уствари сите вие на пример, што ги знаете, ќе се чудите како може овој да го помине. И никој нема да побара, значи ако се сомнева, ако има сомневања за тие што ќе поминат, што нема да поминат и ги имаат оправдано право да барат повторно, треба да има сомнеж и за тие што поминале. Ама добро, така ќе се вртиме во круг. Еве сега имате 20.000 носители на безбедносни сертификати. Дали тие зошто се сака 100-200 што се одбиени ќе речат чекај зошто Трајанов, навистина се заплеткавме можеби повеќе во ова кој се може да биде вработен во новата агенција за безбедност. Меѓутоа, ако збориме дека ова е еден од столбовите, како што вели Ремински, на реформата, тоа е декриминализација на самата институција, верувате ли дека ќе се изврши вистинска декриминализација и ќе бидат вистинските луѓе избрани во агенцијата, апропо ова што вели Ремински и го спори? Сепак 20 членови на комисијата се пратеници, еден од власта, еден од опозицијата. Се надевам дека партиите нема да направат списоци кои што треба да го поминат филтерот. Против тоа сум и против сум тоа да бидат членови на политичка партија вработените во вакви институции, Агенција за разузнавање или сега Агенција за национална безбедност. Клучно е, значи ние сега се заплеткаме во некои работи кои што се битни. Битно е со реформата дали е погодена суштината, содржината на работа на Агенцијата за национална безбедност. Втора работа, дали и на кој начин обезбедена суштинска контрола над работата, надворешна, цивилна, парламентарна, како и на кој начин таа контрола ќе се одбива, и се разбира дали има можности повторно оваа агенција да биде ставена во функција на партиите, на партијата што е на власт. Дали тие механизми се добро поставени? Ако се поставени, јас при првобитната расправа на првичната расправа укажав на голем број на нелогичности. Овој закон не е идеален, има доста слаби точки, слабости. Меѓутоа е добро што имаме генерална реформа во безбедност на разузнавачките служби и од тој аспект јас ја поддржувам целокупната оваа реформа. За мене е битно да имат цврсти критериуми. Затоа што моментално со донесување на законот за Агенција за национална безбедност ќе им престане практично, нема никој да е вработен. Во суштина во оваа агенција почнува тоа што се залагаме да се укинат службите и едната и другата, тоа е во суштина сега укинување на управата за безбедност и контрразузнавање. И на сите им престанува работен однос во таа служба, тие остануваат формално правно. Дури директорот одпоново ќе се избира. Ќе се бира се. Дали има цврсти критериуми кои што ќе бидат објективни за тоа кој може да премине во оваа агенција? Дали има можност за политичко влијание? Тоа е клучно. Мислам дека до крај не се елиминира политичкото влијание при селекцијата на кадри, затоа што сега ќе видите во составот на комисијата кој се ќе влезе. Дали ќе бидат избрани од иста партија, 20 парламентарци или од ВМРО, и СДСМ или ќе бара и дуј еден таму да се вклучи. Требало тројца да ставите, пак имавте не требаше никој да. Не, зборувам за да не дојдеме до таа дебата кој да биде. Да нема расправја. За мене ова е политички договор. По Република Македонија се прават политички договори кои што се надвор од било каква логика, од било како разумно решение. Меѓутоа законот е подготвен, тој треба да помине и оваа комисија за селекција на тоа кој ќе работи има исклучителна одговорност. Безбедносните проверки се еден од критериумите, битни критериуми, меѓутоа дали ќе има политичко влијание врз градењето на проценката за вработените сега. Дали ќе има навивање, дали ќе има, затоа што се таму меѓусебно поврзани колеги. Последно време се доста и групирани, меѓу себе се расправат. Дали управот за безбедност и контрразузнавање
кадровски екипирана, има таков кадар со силен, да речем, интегритет, со имунитет да не трпат влияние, ќе прави објективна проценка. И кои се сега параметрите за да се направи повторна безбедносна проценка за тоа кој ќе работи во Агенција за национална безбедност. Значи има отворени прашања. Јас се плашам дека ќе има силно политичко лобирање влијание, дека тоа не го елиминира законот. Нити сега, нити во име на привработувањето. Тоа не се изгради таков механизам и тоа е, мислам, слабата точка на дали законот. тоа ќе профункционира. Но за мене е битно што ќе работи ова Агенција за национална безбедност. За ние пратениците, вие извинете, Ремеска, вие за тоа требаше повеќе да расправате, затоа што тука има исто така слаби одредби кои даваат можност, широки можности да се навлегува повторно во приватниот живот. Милмир има такви забелешки денеска ги кажа и во однос на тоа какви се техничките можности за следење на некој начин повторно на лица, ќе се разликува од ОТА затоа што не ги следи телекомуникациите и интернет комуникациите, меѓутоа повторно може да изврши следење. Тоа е интересно што пред малку што го кажа господин Трајанов, дека што било очекување на јавноста. Значи на јавноста најголем страв, најголеми забелешки во текот на првата таа расправа по првата верзија беа две, нели, кои се провлекуваат со години и од кои, нели, јавноста се плаши. Првата забелешка е, нели, влијанието и моќта, односно овластувањата кои ги добива претседателот на владата во состојбата со разузнавачката сфера. Но втората, нели, од која сите ние, да кажеме, се плашиме, односно сме се изгореле неколку пати, е користењето на определена опрема за следење на комуникации која се дозволува на новата Агенција за национална безбедност во определени ситуации. Нели со тоа се прескокнува од овие две забелешки. Беа главни пред се на, така да кажам, нестручната, меѓутоа сепак заинтересираната јавност за реформи, но овие две точки, овие две забелешки не добија ниту еден амандман. Да, можете ми е јасно што значи тајно наблюдување всушност? Не, знаете што е? Клучно прашање. Тоа зборуваше НАЦЕФ, реформа, прва битна реформа имала со формирањето на оперативна техничка. Апсолутно, тоа не е реформа. Значи ви тврдам најодговорно да тука нема реформа никаква. Суштината е со тоа што ОТА е формирана. Суштината е кој ќе биде предмет на обработка на Агенција за национална безбедност. Ако биде ставен било кој, тој веќе може сите мерки да бидат преземени према него. Затоа што обвинителството нема да преиспитува зошто иницира Агенција за национална безбедност. Многу малку тоа го прави. Па судот ќе донесе наредба и така натаму. А штом има таква наредба, таква одлука, оперативно техничната агенција ќе спроведе таа мерка. Само да појаснам зашто се работи, агенцијата може да изврши тајно наблюдување, вие баравте. Значи, јас не се сложувам да има вакви властувена Агенцијата за национална безбедност сега самостојно со своја има нели тамо на кој начин тоа ќе го прави и така натаму во кој случај мислам дека тоа е голема врата за повторно некој да ги злоупотребува системите. Најмалку сега се користат овие линии што ќе одат преку ОТА, многу повеќе има други технички можности за следење, контролирање. Значи, имаше амандмани за токму за тој дел. Сум за тоа. Тоа е политички договор помеѓу партиите на власт и опозицијата. Каде што од вториот концепт. Знаете, проценка било дека на тој начин може ќе се загрози безбедноста, одбрана на државата, дека треба да има таква можност за Агенција за национална безбедност. Тука мислам дека таа е слаба точка на ова законско решение и праксата ќе покаже дека тука ќе треба да има промени, силни гаранции дека Агенцијата за национална безбедност нема да ги злоупотребува. Ремински, вие барате со амандман кој беше одбиен да се прецизира што значи наблюдувањето. Дали тоа е тајно наблюдување, следење, визуелно снимање на лица, предмети и јавни места со технички средства, што всушност значи тоа снимање и какво е тоа визуелно снимање, и ова што вели господин Трајанов, а и Миомир, стравот дека сега наместо на телефон ќе бидеме следени лично. За да го добие кредибилитетот целокупната реформа и граѓаните да ја добијат довербата во ново формираната агенција, која што има сериозни овластувања за заштита на државната безбедност, сериозни форми на криминал, шпионажа и се она што е поврзано со сериозните кривични дела,
во превентивно делување и во постапка за делување за дела против државата за кои што наредби дава Врховниот суд и секако доколку дојде до сознание за кривични дела веднаш мора да го извести надлежното јавно обвинителство, мора да зборуваме за овластувањата. Кога зборува Миомир за овластувањата на премиерот по Законот за координација на безбедносната разузнавачка заедница, јас би рекла дека тоа е повеќе политичката координација отколку она што значи оперативно делување и давање на наредба. Сега на тајното наблюдување, следење и визуелно снимање. Јас сум повеќе загрижена од аспект на можностите за контрола на дискреционите права и овластувања што ги има директорот во делот на давањето на наредби за спроведување на мерките за тајно собирање на податоци. Дефинирањето на поимот наблюдување може би е по-недискутабилно, иако е важно, бидејќи терминолошки е дека треба да биде тајно наблюдување, следење и визуелно снимање на лица и предмети со технички средства, бидејќи тие што ја познаваат проблематиката знаат дека тоа е веќе постоечка мерка што ја спроведува управата, но јас имав амандман за извлекување на употреба на лица со прикриен идентитет од можноста за наредба да дава за таа мерка директорот, туку наредба да дава надлежен суд, во смисла Врховниот суд да биде тој што ќе издава. Ама тогаш ќе знае кој е undercover. Значи, знаете што? Повеќе лица ќе знаат кој е undercover. Но дали ние пак ќе знаеме кој е undercover и колку undercover има, ако директорот определува кои луѓе се можат во рок од 2 години, како што е предвидено во законот, да бидат под прикриен идентитет. Да ја подсетам јавноста, тоа го експлоатирав и како аргумент во дебатата. Ние во судски процеси за СЈО слушавме обвинети лица и за 27 кои што зборуваа за некаква нивна ангажираност како агенти со некакви задачи и ресурси. Исказот на нинџа. Александар, верувам дека тука имате спротивставено мислење. Прикриениот идентитет значи и обврски и права, но и одговорности, доколку поттикне извршување на кривично дело, доколку е сторител на кривично дело и тоа сето го уредува членот 146 Дали исто мислите како и Ременски во однос на ова прашање, во однос на ингеренциите кој определува кој ќе биде undercover, меѓутоа и како ингеренции на директорот во однос на правото да може да превзима мерки за тајно наблюдување, следење и слично. Прво, поглед на овластувањата мораме да се вратиме неколку месеци назад во Законот за следење на комуникации, што тој закон беше намерно така направен да еден дел од законот предвидуваше донесување на нов закон во кој што поблиску ќе се уредат токму овие делови. Посебните мерки кои што ќе ги превзема идната, сегашната која што треба да се формира Агенција за национална безбедност, и како што рече професорката, тоа не е нешто ново. Значи тие посебни мерки управата денес ги превзема, ги работи. Можеби најмногу кај јавноста предизвика интерес оној делот со следењето на комуникации, сега какви овластувања, значи оваа служба сега како ќе ја заобиколи ота, како се ново ќе може сопствено да работи. Во многу мал дел новата служба ќе има овластување да работи надвор од границите на оно што го работи ОТА, бидејќи ОТА е надлежна за сите електронски телефонски комуникации. Тактичката опрема секако останува под ингеренции на новата Агенција за национална безбедност, како што е и во моменталниот случај. Тактичката опрема мора да и биде на располагање на службата, бидејќи службата се соочува со навистина сериозни кривични дела, значи работата на заштитата на уставниот поредок, сериозни форми на организиран криминал, тероризам, така да не можеме ние во овој обид да направиме совршена служба, да направиме стерилна служба која што нема да има овластување да си ја врши својата сопствена работа. И мислам дека крајно време, значи јас сум еден од поголемите критичари на службата на УБК. Меѓутоа и затоа реков има и голем багаж. Меѓутоа страбувањата се оправдани на господинот Трајанов, дали па ова може да се злоупотреби? Ние не треба да направиме служба да ги одземеме сите ингеренции. Ние мораме да повратиме вербата во таа служба и да дозволиме на таа служба да биде и ефикасна, и ефективна, и економична во своето действување. И затоа мислам дека овие реформи доаѓаат во еден момент кога ни беа констатирани сериозни слабости и од внатре и од надвор. И редно време да ги направиме реформите и да престанеме да се обнеме, бидејќи во УБК јас сум сигурен и познавам многу луѓе кои што се врвни професионалци во нешто го работат. И толку можеби затоа сите овие критериуми кои што ставени во новиот закон за тоа кои се луѓето кои што ние во иднина ќе треба да имаме доверба во нив, да не штитат нас, да штитат државата, да штитат уставниот поред, да штитат Република Македонија, се оние кои што се најдобри во нешто го работат
И оној кој што ќе ги раководи тие, ќе биде најдобар во она што го работи и ќе знае како да раководи службата. Но сепак оставаме една мала кошница, се оградуваме од оваа наша доверба, со тоа што пак ставаме контролни механизми. Еве го ставаме концептот на внатрешна контрола, кој што ќе биде сериозно тело кој што ќе може да контролира. Како за внатрешна контрола истиот на кој што согласност ќе дава комисијата. Комисијата, значи многу надлежности се испреплетени. Комисијата е надзор, комисијата избира. Ме разбирате? Да, значи тука ако имаме една ситуација која што моментално сите ја проблематизираат, еве се надоврзаме со полицијата. Значи општо прифатен став и професорката веројатно ќе сложи и министерот дека внатрешната контрола во МВР секогаш била под влијание на министер. Бидејќи министерот го става началникот таму, министерот ги гледа сите поставки. Сега ќе биде исто, само под директорот ќе биде. Да, но еве даваме една заштита со тоа што нема директорот кажете ми, да може внатрешна самостојно да го контрола стави, отишла контра ќе министерот? побара мислење од собранието. Кога отишла внатрешна контрола контра? Кога ќе отиде и контра сега директорот на новиот министерот? закон предвидува да се праши собраниската комисија што мисли. Значи утре ќе има друга опозиција, утре ќе има друга власт. Ќе морам да најавам власт. реклами заради времето и ќе продолжиме со расправата во однос на законот за Агенцијата за национална безбедност. Во дискусијата што имавме овде за време на рекламите, пресметувавме колку луѓе сега се вработени, колку би останале. Јас невешто еве, можеби сметам дека ако од постечките над 760 вработени, дали ќе останат нацев половината од нив 350, 360, колку би останале со Па верувам дека Агенцијата за национална безбедност. форматот на регионалните центри кои што моментално ги УБК ќе биде задржан. Не смееме да забораваме дека петата управа веќе е издвоена како орган, што веќе беше значително намалување, но сигурно бројката во новата Агенција за национална безбедност ќе биде помало од онаа бројка која што има УБК денес. И токму тука е важен оној процес на селекција која што го спомнавме веќе неколку пати претходно. Миомир, кои се другите твои забелешки во однос на овој предлог закон и вака како што е во оваа верзија, многу е известно утре да веќе помине на пленарната седница? Па, нели добро овие што ги кажавме двете главни, на крај излезе дека всушност борбата на претениците на политичарите излезе како сите вработени во УБК да не добијат, мислам тие што не се подобни да добијат работа во администрацијата. Ја наретав во согласно со тие, да кажеме, баш таа цел, односно задача која има Агенцијата за национална безбедност, односно да се грижи за национална безбедност, има еден, да кажеме, за член кој е поврзан со заштита на човекови права, меѓутоа мене ми е многу чуден од аспектот што на пример дека граѓанин има можност да побара од агенцијата да го извести дали презема мерки против него или не, и агенцијата е должна во рок од 30 дена да му одговори. Со тоа што нема да му одговори доколку нели тој известување би загрозило вршењето на работите на агенцијата и довело до загрозување на безбедноста на државата. Значи ако не добие одговор, значи дека го следат. Не значи не ако не добие одговор во законските, фактички се потврдува да ние те следиме, што ќе ти најдеме, па ќе видиш после ќе ти кажеме или ќе престанеме, од друга страна доколку ќе ви известат, ние не ве следиме и некој нели може да си вика, сум си проверил еднаш, два пати, три пати, дека не ме следат, дека не сум нивен таргет. Зошто ваква, да кажеме, ова е во склоп на тие човекови права, или во склоп на и колку ова ќе отежне на работата. Да потсетам дека имаше можност и до сега да се провери дали и ние новинарите и останатите проверувавме. Од законот за следењето на комуникации и законот за ОТА, бидејќи има дословно таков член во истиот закон, бидејќи и граѓаните и со представка до Советот за граѓански надзор, но и директно до агенцијата имаат право, до ОТА имаат исто вакво право. Да добиваат известување, односно како ќе влие, мене тоа ме интересира како ќе влие врз, значи некој што е следен добие назнака дека е следен, односно дека има некаква активност против него, ќе се потврди. Има регулатива која што уредува каков тип на одговор се дава во случај да е во оперативна обработка или да не е. Значи веќе има подготвени безбедносно не подобрен. Значи има определени одговори кои се веќе подготвени. Се пишуваат такви карактеристики така. А кои на пример ние не ги знаеме. Со тоа би го добил вистинскиот одговор, можеби. Миомир, ова е многу добро прашање за новинарите, да кажеме управата која што сакаме да ја реформираме, таму работат истите луѓе кои што денеска тврдат дека нема оперативни обработки за шарена револуција, нема оперативни обработки за поединци, а сите знаат дека
и нелегално се следени, нелегално се прислушкувани и многу други типови на овластување што ги применувала управата. Да не заборавиме дека специјалното јавно обвинителство на многу граѓани одговори на нивните барања дали се незаконски следени. Така што тоа е тој механизам на барање на одговор за тоа дали биле законски третирани. Ако се законски третирани, тогаш добро, ама не никој е не никаков одговараше проблем. колку ја можам да се Па сетам. сите го чекаат исходот од тврди на 1 и тврди на 2 за да имаат и оштетно побарување заради подсетување на СЈО ме наведува на прашањето кон господинот Трајанов. Мислите ли дека за возврат сега ќе се договорат за законот за СЈО? А ако Волку експресно, да речеме, ВМРО ДПМН ги поддржува законите кои што пак ќе нагласам даваат и можности по големи ингеренции на премиерот, ако се земеме предвид дека тој го регулира Советот во законот за координација на службите, каде што член е и председателот, колку и да велите вие дека може тоа е само технички или не технички, дека и вие ја заговаравте тезата дека ова е еден политички договор. Веројатно тука е играта или пазарот, како да кажем народски. Видите, значи Агенцијата за национална безбедност ќе извршува исклучително сложени активности сврзани со безбедноста на државата. Така да не е спорно потребата, натом не е спорно да има отредени методологија на извршување на работите, да користат оперативни технички средства и така натаму. Тоа не е спорно. За мене е спорно и тој став секој сум го презентирал дека суштинска контрола на тајните служби никаде нема во целиот свет, нити пак и на скима. Тоа е обид да се направи се и тоа добро се формулира преку, не знам, надворешна контрола, парламентарна, па не знам, цивилно општество, па јавен правобранител, па дури дирекцијата за заштита за класифицирани информации и така натаму, бројни институции. Проблем е како и на кој начин таа служба ќе се контролира. За тоа ќе се расправа со експерти да се вклучуваат во тие надзорни тела, посебна методологија е, но ќе биде борба од страна на демократите, демократското општество, невладениот сектор, медиумите, опозицијата да градат стратегија, методологија како и на кој начин да контролират работата на Агенцијата за национална безбедност. Се работи сигурно овде во овој закон за политички договор. Фактот што сега представникот од ВМРО ДПМН опозицијата го афирмира, законот го поддржува. Добро, тој е како универзитетски професор кој што може би ги брани ставови. Не е спорно, апсолутно не негираме неговата компетентност, стручни така натаму. Сепак тој застапува политички стави бидејќи ВМРО ДПМН се сложи со овој проект. Законски проект. Затоа прашав за возврат, веројатно нешто е договорено и со законот за СЈО, ако е толку секогаш политички има договор. во политичките пазарене има договори кои што се во интерес на нашите државни стратешки интереси, генерално, барам така се презентираат, но има и некои други договори кои што се на штета на интересите на граѓаните или пошироките интереси во државата. И ќе видиме, јас не сум во текстот тие разговори, преговори, дали има некој дополнителен договор во поддршката на специјалното јавно обвинителство, односно дали тоа ќе опстои во овој формат, ќе се менува неговата надлежност, за тоа ќе видиме. За тоа може цела расправа да има. Јас што сугерирам секаде, на овие осетливи места, и во полицијата, во тајните служби, во специјално јавно обвинителство, во одделите за кои работат на сузбивање на наркобизнисот, таму да има промени. После 3 или 5 години, ако некој остане во тие служби, зборам на иста позиција, ако е вклучен во разоткривање на канали преку кои се шверцува дрога, после 3 или 5 години станува дел од тој канал. Тоа е светско искуство и стандард има, мора да се менуват. Луѓето ние мораме да навикнеме дека треба да има промени, не за тоа што некој не се покажал дека не покажал резултати, можеби Туку да не се доведе во опасност да се системот треба да го штити да не кородира. Ремински, дали утре ќе поднесете амандмани? Ќе видиме дали има политички договори. Имаше најави дека на утрешната пленарна седница ќе поднесете амандмани. Дали тоа ќе се случи? Јас ќе имам дебата по општата расправа за законот. Не сакам да изложувам никого на непријатна ситуација да гласа против амандман на веќе утврден концепт, но во општата расправа за законот ќе ги изнесам моите ставови и се надевам дека ќе почне реформата во која што ќе се согледаат сите укажувања кои што не биле земени во предвид во
оваа фаза на донесување на законот, свесни за обврската да исполниме и агенда на Европска Унија и пред излегувањето на Европскиот извештај за напредокот на државата на патот кон Европа, што ќе влија и на добивањето на датумот за преговорите. Драго ми е што ставовите на ВМРО, ДПМН и критиките према овој закон евалуира до тој степен да излегува дека тоа подобрувањето излегува придонес на опозицијата, што не е така. Останува секако да виси неодговореното прашање од ВМРО ДПМН дали овие две клучни точки во реформата, учеството на политиката во селекцијата и немањето на ветинг, е услов за поддршка на законот. Верувам дека во фазата на реформа ќе бидат согледани дел од работите кои што ги согледуваме и во други закони, дека не сме ги превиделе. Но законот утре ќе се донесе и до 20 август. И беше и материјалната расправа на Имам кусно комисија. прашање. Дали имате амбиции да бидете директор на било која од овие служби, или вие или вашиот сопруг? Затоа што се отвараат нови работни места. И во Агенцијата за безбедност ќе се реизбира директор, и во координацијата на безбедносните служби согласно тој закон, па и во Агенцијата за разузнавање, затоа што и таму ќе се менуваат работите. Лупевска, јас во ниту еден момент во овие изминати години на јавна сцена како стручњак во областа и како пратеник и како носител на партиска функција не претендирам, и во овој случај сум напоменала пред тие кои што се надлежни да предлагаат и да избираат, дека немам никаква амбиција да бидам ниту министер за внатрешни работи. Тоа му го оставам на мојот колега Оливер Спасовски да го заврши на начин на кој што мисли и да ги трпи критиките доколку не го прави тоа така како што треба, без при тоа да се алудира на лична амбиција или некакво ривалство партиско. И немам амбиција да бидам директор на ваква институција, ниту пак мојот сопруг да биде директор на ваква агенција, имајќи во предвид дека тие спинови се користат за девалвирање на стручната дебата и аргументите за вистинската реформа, апропо она што се сервира во јавноста како некаква друга намера во ова. Стојам зад мојот професионален интегритет како професор на факултет за безбедност и за мене е многу поважна таа компонента, имајќи во предвид дека конзистентноста на ставовите и знаењето за оваа проблематика е многу поважно, бидејќи ќе биде потребно не само на оваа влада, туку на било која влада во иднина, ако сака експертски размислувања за оваа тема. Мислите ли дека овие закони кои што се носат некако многу на брзина, и ми имаше забелешка, 2,5 месеци ние бевме надвор од ова и одеднаш за 2 недели секе, утре 2 закона се носат од сферата. Сметате ли дека ќе ги извршат клучните реформи и што се однесува до опозицијата, ако е согласна и ако вака на брзина помине се, значи дека и таа е одговорна за се што ќе се случува апропо овие закони? Овие закони веќе подолго време беа на маса, подолго време се дебатираат. Се најавија дека ќе се донесат уште со донесувањето на претходниот пакет со законот за ОТА и со законот за следење на комуникации, така да не представува изненадување дека оваа материја требаше да се регулира. Она што е сега пред нас, кога веќе има консензус да поминат законите, останува до регулирањето на оваа материја со донесувањето на нов закон, кој што ќе го уреди функционирањето на Советот за национална безбедност, кој што го спомнавме на неколку наврати, и веројатно одредени измени ќе претрпи законот за Агенцијата за разузнавање. Значи со промената на тие два закони, со вклучувањето на овие два закони кои што утре ќе бидат пред пратениците, и со оние два кои веќе се поминати, очекувам да се заокружи тој процес на реформи и се надевам дека тие закони, сите како комплет, ќе имаат многу позитивен ефект кон понатамошната работа на нашите органи во доменот на одбраната и на безбедност. Миомер на нас новинарите останува да истражуваме во однос на многуте забелешки и со ово и со другите закони и во однос на она што ти го спомена Мокта на примерот што ќе ја добие со донесувањето на сите овие закони. Верувате ли дека ќе се децентрализира или уште повеќе ќе се централизира Мокта во една личност? Добро, мислам сега дека официјално премиерот на државата, председателот на владата добива определени ингеренции кои сега признале или не пратениците кои се договорија и кои го поддржуваат тој концепт.
Значи, прво премиерот ќе го предлага директорот на... Во имал и досега, и сега е така. Председателот на владата, досега на УБК директорот на УБК го предлагаше министерот за внатрешни Го предлага работи. и Беше се одговорен влада. пред владата. Сега директно председателот на владата ќе го пред него предлага, ќе- а потоа ќе го раководи тоа координативно тело. Од друга страна, ми е многу интересен, еве тој факт. Немаме време за дебата, само за само заклучок. да, само Може за ли само заклучок, една- само да еден коментар докажам, за тоа? господин Трајнов, што не го спомнавме еден од многу битните факти, што мене пак ме и целата јавност се доведува нели во тоа размислување. Трајко Велјановски, пратеникот, поранешниот председател на Собранието, кој е осомничен за случајот 27 април, ја раководи И комисијата треба за да ги надзор избира 20 пратеници. има овластувања да ги бира пратениците, тоа е мислам дополнително, така е. да ги бира пратениците кои ќе го разгледува тој процес на вработување во новата дополнителен агенција, аргумент зошто не а треба. е осомничен заедно со За директор на дело агенција. против државата. Така. Да, осомничен заедно со бивш директор на Само за крај, Трајанов, Значи, 30 секунди. Мислам дека ова тело, што е Советот за координација, е дуплирање на Советот за безбедност на Република Македонија. Првобитната идеја беше да се формира, да имаме некаков совет на сосема пониско ниво, кој што ќе ги собира сите информации од сите служби, ќе ги подготвува и ќе ги доставува. Ние имаме две влади сега ќе имаме. Една влада комплетна и друга влада која што ќе заседава во потезен состав околу безбедносните прашања. Мислам дека тоа е надвор од уставот. Независно што владата има силни ингеренции, надлежност околу внатрешната стабилност и така натаму, за ова треба и уставни промени, затоа што ќе биде депласирана улогата на председателот на Апсолутно, Република да, тоа е Македонија. забелешката Затоа што треба имавме и ние во претходната по-темела дебата расправа, минатата но недела. целокупната подршка беше за тоа што се работи за Само да реформа, подсетам дека која што- новоизбраниот председател кажа дека нема да подпише закон во указ на закон како што е овој во форма кога премиерот го има последниот збор, па ќе видиме утре ќе се донесе законот, ќе видиме Пендаровски дали ќе го подпише. Ви благодарам многу за вниманието. Малце повеќе траеше оваа дебата за два закона кои утре се носат на пленарна седница. Останете со тоа.